Секој може да каже било што. Меѓутоа, секоја нема истата одговорност. На новинарот мора да му тежи зборот. Без разлика дали новинарот е сигурен дека информацијата е точна или се сомнева во одреден дел, тој според правилата на работа мора да ја провери. Вообичаено една лажна или грешна вест може да стигне до далеку поголема публика ако е таа атрактивна и никогаш не може да се исправи во ист обем. Мора да се сврти телефон, да се добие или во последно време писмено, заради тоа што политиката стана професија која што се девалвира од самите чинители од внатре и си дозволуваат да излажат, а при тоа да не сносат никаква одговорност. Кај нас би рекол дека може би имаме одреден број на портали кои што ги искривуваат вестите или вадат парчиња од вести надвор од контекст, пред се за политичка добивка на некои од актерите на политичката сцена. Сите медиуми треба да преземат одговорноста за она што го објавуваат. И мислиме дека публиката треба да почне да препознае кои се тие медиуми кои што се сериозни, а кои се тие медиуми кои што би објавиле се и се што за кликови или пак и намерно би објавиле дезинформации за сејање страв, недоверба, поделба на населението. Ако скинете перница со пердови, ја пуштите во ветер, многу лесно пердовите ќе се разлетаат насекаде, а практично е невозможно после да одите да ги соберете сите пердови и да ги вратите назад во перницата, така што таа е аналогијата кога станува збор за споделување или дисеминација на лажни вести и понатаму исправка на потенцијалните грешки кои што се направени во една таква вест. Не е исто дали ќе кажете дека Трамп е победник на изборите во Америка и не е исто дали ќе кажете дека има или нема кислород во штипската болница за болните од ковид. И двете може да бидат дезинформации, но во моментот не прават исти раздор во општеството. Проверката на факти не е единствената алатка во борбата со дезинформација. Значи, тоа е само една од алатките што може да користиме. Има повеќе други алатки, меѓу другото е и едукацијата на публиката, едукацијата особено на младите, што да прават кога ќе прочитаат нешто што им изгледа сомнително, како да го проверат изворот на информациите, како да проверат дали на друг медиум е објавена истата информација.